Во однос на изборот на замениците на министри, кој што ги предлага премиерот, сметам дека треба да бидете малку самокритични и да си погледнете во собствените редови во однос на квалификациите и квалитетите на поедини предлози. Нема да коментирам за компетенциите на сите предложени, бидејќи не ги знам соодветно сите луѓе. Меѓутоа, извадете ги розевите очила со кои што ја гледате јавно, со кои што ја гледате ситуацијата во која што се наоѓаат граѓаните на Република Македонија. Во секој нареден период, тромесечие, полугодие, година, доаѓаат предупредувачки и директно насочени извештаи кои што ви посочуваат каде тераме и со што се занимавате во владењето на, односно во практицирањето на власт. Така, експлицитно ви се наведуваат конкретни забелешки во однос на реформите за кои што само декларативно се залагате. Покрај сите меѓународни релевантни институции, најновиот извештај на State Department-от, покрај другите забелешки, ви нотира и конкретни забелешки во однос на тоа како ги спроведувате реформите и што превземате во однос на правосудството, односно во однос на реформите во правосудниот систем. Ќе цитирам неколку одредби од мноштвото кои што ги има таму. Корупцијата останува проблем. Спроведувањето на законите за борба против корупцијата е слаба и селективно е насочена кон владините критичари и прекрашители на ниско ниво. Има веродостојни обвинувања за корупција при спроведување на законите во судството и многу други сектори. Многу бизниси кои работат, вклучително и некои американски бизниси, ја идентификуваа корупцијата како проблем во владините тендери и во судството. Ово ви е директна забелешка, која што не е ниту од минатата година, не е ниту во последните 5 години уназад, на кој што сакате вие секогаш да се повикувате, а заборавате дека веќе 4-та година сте на власт. Внимавајте, со конкретно одредби, децидно ви напоменуваат дека има корупција и криминал во судството и во другите сектори. Најдобро намерно, премиере, сметам дека треба посериозно да се позанимавате со овој сектор, бидејќи најкритикуван и најмногу забелешки наидуваме токму на овие реформи. И да не се залажуваме со декларативни заложби. Ама не можеме овие реформи да ги спроведеме и сето ова е причинско-последична врска на она што го зборев и вчера, односно во ресорите кои што ги предлагате, конкретно во Министерството за правда, го потенциравме и вчера, зборуваме за предлози и министерот и заменикот, да не се повторуваме, го водат ресорот правда, истите нити имале пракса во правосудните системи, во правосудниот систем, во правосудните органи, ниту имат некоја допирна точка со чест на нивното образование, односно на сите титули кои што ги имат стекнато, меѓутоа истите немаат застанато и немаат полагано правосуден испит. Истите тешко ќе се носат со сите реформи кои што ни престојат во дадениот период, односно истите нема да одговорат на дадените задачи. Ова е како на општ лекар да му дадете да врши сложени кардиолошки операции и на крајот онаа народната: операцијата успешна, пациентот мртов. Во однос на тоа дека покажувате јавност и транспарентност во однос на плаќање на глоба која што ви е пред очи, односно за вашето прекршување во однос на сообраќајниот прекршок кој што го имате направено, лично сметам дека нема потреба да го комуницирате преку средствата за јавно информирање во однос на тоа дека ќе го платите, а со тоа сакате да покажете дека сте отчетни, односно дека ги почитуваме законите. Дајте со покрупни и посуштествени работи да го докажеме тоа. Не со такви паушални, односно само позиции за публицитет и јавно да ги комуницираме сите овие работи. Можете
потранспарентни да бидеме во однос на поголемите и крупните случаеви кои што се водат и кои што се познати на јавноста, да се заложите и новиот заменик министер и министерот за правда да се позанимаваат, да видиме до кај се случаите со рекет, до кај е случајот со Ден Дончев, до кај се случаите со новиот Замениците се во излезе. прашање, тоа е работа која што тече таму, која што тече, овде се замениците во прашање и за Замениците нив. имат работа и ќе биде нивни приоритети Од како предизвик. ќе ги избереме, Затоа- сега разговараме да ги избереме. се држам до темата и разговараме на темата. Затоа да бидат вклучени во тоа новите скандали кои што произлегува во однос на дуповите носење во Тетово и такви слични ситуации кои што ги имаме. Сето тоа го зборувам за да македонската јавност и граѓаните стекнат доверба во правосудниот систем. Над 60% од граѓаните немаат доверба во правосудниот систем. Не веруваат и за најобичен прекршок луѓето се оскудно пристапуваат и не се појавуваат, не сакаат да одат и за заштита на нивните права, односно за обештетување од најразлични типови, истите не се осудуваат да пристапат во судовите да можат да се ги наплатат овие работи. Друго, во однос на ресор кој што сакам повторно да се навратам, бидејќи не тангира, доаѓам од истиот регион, знаете, повеќе кратно овде беше зборувано, во однос на заменик министерот за земјоделие. Ви кажав и пак ќе ви кажам, ова е еклантантен пример на неуспешен министер. Бидејќи секако вие, ако реплицирате, ќе ми напоменете дека во одредени култури цените биле на незавидно ниво во однос на претходните години, меѓутоа заборавате дека во одредени култури сите граѓани немаат одредена култура. Ако зборуваме за раноградинарите, 3 денари кои што им ги ветувавте, се уште нема ништо од тоа. Во однос на откупната цена од 4-5 денари, а истата и не се откупи. Во однос на овоштарите, лично предложениот заменик министер Трајан дојде во нашиот регион, сигурно сте запознати, им ветуваше на граѓаните дека ќе им ја откупат целата вишна, дека ќе посредуваат, дека ќе им помогнат, ништо од тоа. Можете конкретно и да го прашате. Во однос на грозјето, не можам да се согласам со тоа дека цената на грозјето е на висина која што вие кажувате. Еве конкретно, покрај ниската цена од 4-5-6 денари, во нашиот регион нема ниту една винарска визба која што го откупува грозјето. Грозјето ќе остане, не да не се откупи по 4-5-6 денари, туку грозјето ќе остане во нивите. Ветивте дека откупувачите ќе се тепаат за откупување на земјоделските производи. Новиот заменик министер и министерот за земјоделие не го ветуваат тоа, знаејќи дека сегашниот заменик министер беше министер и видовме како се справи со ситуациите од раноградинарите па се до тутунарите, за кои што ревносно ги повикувате дека се зголемени субвенциите. Да, се зголемени субвенциите за одредени класи, тоа е за поздравување, меѓутоа откупот на тутунот беше во добра кондиција до некаде до околу Божик. Што со оние граѓани кои што на откуп се појавија после тоа? Беа оценувани, класите им беа за 1 до 2 намалени и доста голема количина на тутун остане неоткупен. Лично познавам луѓе кои што го оставија минатогодишната реколта за предавање оваа година. И оваа година количините кои што им се направени договорните услуги, кои што произлегуваат од облигациониот однос на склучување на договор, се многу помали. Ни предстои период во кој што истите ќе се соочат со секако количината која што им е договорена, само она да им биде откупена. А и сите знаеме дека истите производители произведуваат многукратно повеќе од она што им е направено во договорите. За здравството и да не зборуваме, бидејќи сме црна точка не само на Балканот, и во Европа, и во сите и во светот. Достигнавме еден праг од над 700 мртви. Не дај Боже да продолжи со овој тренд. Се изгубивте и во однос на здравствените протоколи, се изгубивте во ситуацијата со справување со COVID пандемијата.
Ви благодарам.